Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Ова е емисијата Круг на радио Слободна Македонија. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е среда, 13 април, ден по вчерашната одлука на председателот Ѓорги Иванов да подпише општа аболиција на случаите поврзани со и околу прислушкувањето во Македонија. Тоа ќе биде една од темите на кои што денеска ќе разговараме со мојот гостин, председателот на ПОДЕМ, професорот Живко Јанкуловски. Исто така ќе анализираме и дел од политичките состојби внатре во Македонија, меѓутоа и надворешните окружувања околу Македонија. Ќе направиме еден пресек да видиме што всушност може да се случува понатаму после ова одлука на председателот Иванов, која според мене представува прилично ризична и храбра или ризична одлука која што може да предизвика многу поголеми политички потреси, меѓутоа за тоа веднаш по првата кратка пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, почитувани слушатели, како што најавив, мој денешен гостин е професорот Живко Јанкуловски, председател на ПОДЕМ. Професоре, што после ова одлука на председателот Иванов? Како вие оценувате, како гледате на ова? Дали тоа може да предизвика, како што вели председателот, стабилизирање на политичката состојба или пак ќе предизвика дополнително конфронтирање со оглед на тоа што уште синоќ ги видовме протестите организирани од страна на СДС, меѓутоа на улица излегува и приврзаници на ВМРО-ДПМНЕ кои исто така се противат против одлуката да бидат аболицирани луѓето кои што всушност и го организира и покрена прислушкувањето во Македонија. Добар ден, сакам да ви поздравам вашите гледачи и слушатели. Секако дека и она ваша најава се согласувам потполно, во потполност што сите сме изненадени. Навистина никој не знаевме, а како што можевме да слушниме и од поголемите политички партии, од двете политички партии, дека не беа запознаени со ова што со овој потек што го направи председателот. Морам да кажам и да му признаам дека е навистина голема храброст да се донесе на ваква аболиција во овој момент и што би очекувале понатаму. Значи, изненадени сме сите, изненадени се и граѓаните на Република Македонија. Интересно е тоа што, како што можевме да видиме и во текот на вчерашниот ден, имавме незадоволство од сите страни. Имавме незадоволство и од опозицијата и од позицијата. Значи, не може се каже тука каде е поголемо незадоволството, меѓутоа, сепак, моје мислење е дека во цело тоа незадоволство, опозицијата има нешто малку поголемо задоволство. Зошто? Затоа што најверојатно, ако се очекуваат оние резултати што ги покажуваат на рейтинзите, значи опозицијата се очекува да изгуби на овие избори, на овие предвремени парламентарни избори, така што смета, тоа не мора да значи, меѓутоа самите најверојатно сметаат дека би биле позагрозени во однос во натамошниот период. Мислите дека ова одлука им води кон нов процес на пролонгирање на изборите, па од тој аспект би биле задоволни опозицијата? Јас сум убеден дека председателот ја донесе одлуката со размислување дека ќе се смири ситуацијата и дека за одреден период ќе помини све и ќе се прифати оваа аболиција и понатаму дека ќе се одржат фер и демократски избори во Република Македонија на 5 јуни. Меѓутоа, верувајте, тоа јас и во некои претходни изјави го кажав, јас сум убеден дека опозицијата, доколку има можности, нема никогаш да излезе на избори, се додека види дека ги добиваат изборите, или пак се во некоја комбинација дека и со мала некоја загуба на изборите во некои други комбинации би дошле на власт. Значи, ова одлука во однос на одлагање на изборите само била причина за малку поголема причина за опозицијата.
а не дека ќе биде вистинска причина за да ги одложат изборите. Опозицијата, значи, сметам, тоа е мое размислување и убеден сум во тоа, дека, како што кажав, никогаш не би излегле на избори додека не добијат, додека не видат на рейтинзите дека ги добиваат изборите. Меѓутоа, од друга страна, исто така сум убеден дека како што ќе одминува времето, ќе се изврши силен притисок и од надворешниот фактор, меѓутоа и внатре во сопствените редови на опозицијата, каде што од друга страна воопшто не им одговара да пролонгираат уште одреден период без претеничка група, например. Во овој случај, ако излезат на избори, сепак го имале одреден број на претеници каде што ќе можат да ги искажат нивните ставови, евентуално ако направат програма да ја произнесат и нивната програма, за што се борат пред граѓаните. Председател Диванов вчера рече дека одлуката ја донел сосема сам, без консултации со никого. Логиката вели дека првичните реакции на двете најголеми политички партии во Македонија, ВМРО и СДСМ, меѓутоа и двете најголеми албански политички партии во Македонија, ДУИ и ДП, меѓутоа и сите политички партии во Македонија, како политички институции, рекоа дека нивниот став е негативен во поглед на таа одлука. Меѓународната заедница исто така, според изјавите кои што доаѓаат од амбасадорите, меѓутоа и од централата во Брисел, во Вашингтон, покажуваат голема изненаденост во поглед на таа одлука. Консултации, да речеме, затоа сакам да прашам, дали ако председателот Иванов на вистина самоиницијативно донел таква одлука, во кој правец мисли дека може да придонесе ова за решавање на политичката криза, ако ситуацијата на терен покажува дека таа напротив ќе се продлабочува во поглед на барем според првичните реакции? И второ, како мислите дека може меѓународната заедница после ова да ја притисне опозицијата да оди на избори на 5 јуни? И трето, оваа одлука покажува една друга ситуација. Мислам дека моја проценка е дека таквата одлука е во поприлично на штета на владеачката структура, која што со оваа ситуација фактички е изедначена со делата кои што ги предизвикуваше опозицијата, односно процесот на организација на прислушкување. Токму така, јас и на самиот почеток реков дека и моје мислење дека е повеќе на штета на владеачката гарнитура, дека е сепак во мала предност во однос на опозицијата. Ние дека не беа запознаени, значи барем можам тоа да го кажам, владеачката партија, ние имавме во текот на вчерашниот ден и коалициона средба. Воопшто верувајте дека воопшто не беше спомнато, а сигурно дека ќе беше спомнато доколку се имаше некое такво сознание дека ќе се случи аболицирање. Само што излеговме од тој состанок, значи преку медиумите го слушнавме овој став, односно оваа аболиција слушнавме преку самите медиуми. Сметам дека нема да допринеси, значи во однос на ниту одложување, ниту закажување, бидејќи се закажани тие избори, меѓутоа од друга страна непотребно се прави револт. Најверојатно председателот Иванов беше преубеден дека со оваа аболиција ќе ги смири двете страни. А користа е поголема, ако е некоја корист во однос на опозицијата, затоа што, како што кажав и претходно, сепак ќе беше многу подобро ако таксативно, например, се наброја евентуални аболицирања во покасно време кога ќе се разјаснеа некој случај. Затоа што во случајов, како што можете да видите, и едната страна и другата страна кажуваат дека се оштетени. Сепак сметам дека консултации, најверојатно, претпоставки се тоа, најверојатно имаше со потесниот круг во неговиот кабинет, меѓутоа не и со политичките партии.
Прашање, значи, си го поставам самиот прашањето, дали немаше евентуално некоја консултација со меѓународна заедница. Некои сигнали ми покажуваат дека е возможно да имаше некоја консултација со меѓународна заедница, меѓутоа тоа се предпоставки од моја страна и најверојатно наредниве денови ќе го видиме тоа. Ќе го видиме ставот на тамошниот став на меѓународна заедница. Бидејќи имаше реакција и од меѓународна заедница, меѓутоа ако можете забележите, беше мека таа реакција од страна на меѓународната заедница. Во секој случај доза на загриженост и само со неколку зборови, барање образложение што би било логично да после ваков настан да реагира меѓународната заедница, бидејќи кај нас знаеме како знае да реагира. Никој не би очекувал дека никој не би очекувал. Ќе рече дека тоа е добра одлука. Значи, во секој случај треба да причекаме некој ден за да направиме подобра анализа и да видиме дали навистина меѓународната заедница беше запознаена. Ако не ескалираат состојбите за неколку дена. Не се надевам дека сепак граѓаните денеска се најавени протести, се најавени и овие денови опозицијата ќе прави најверојатно како што ќе одминува времето и наредни. Протестира власта затоа што навистина е незадоволна. Јас од некои контакти што ги имав, изразени се навистина големи незадоволства во однос на ова аболиција што е направена од страна на председателот. Има некоја логика со оглед на тоа дека владачката партија изминатија 2 години со оваа состојба се држеше во ситуација да не предизвикува некакви дополнителни конфронтации, да речеме, можеби тоа беше според некој оценување како погрешно од апсење на сите оние учесници во процесот на прислушкување, иако на крај после година и половина тешка политичка криза зачудувачки владачката партија има далеко повисок рейтинг се уште од опозицијата, меѓутоа на оваа тема ќе продолжиме веднаш по кратката пауза, овде мораме да направиме кратка пауза. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија. Да, почитувани слушатели, повторно назад во кругот. Мој денешен гост е председателот на Подем Живко Јанкуловски. Зборуваме за актуелната политичка ситуација во Македонија. Застанавме кај моментот на можноста сепак да се одржат изборите на 5 јуни, кои што се дефинирани по распуштањето на парламентот. 15 април, односно петок, е терминот кога председателот на Собранието Трајко Ваѓановски ќе треба да го потпише решението за распуштање на изборите. Се случува во овие 3 дена претходни оваа турбуленција сега со одлуката на председателот на државата Ѓорги Иванов, која дополнително комплицира ситуацијата, несогласувањето на партиите во Македонија со таа одлука. Меѓународната заедница, која што според изјавата на Јоханес Хан, тој се уште стои на ставот дека изборите треба да бидат на 5 јуни. Како всушност ние ќе дојдеме до избори на 5 јуни во оваа политичка папазијанија во овој момент што имам? Значи, навистина е тешка ситуацијата во Република Македонија. За оваа ситуација многу има допринесено опозицијата. Меѓутоа, истовремено јас замерувам и на владачката партија што на некој начин има дозволено да се случи ваква ситуација, затоа што никаде на светот не е познато да толкав долг временски период, повеќе од година и пол или близко 2 години, се случуваат кршење на владењето на законите во Република Македонија. Ако погледнете, например, имаме случување со појавување на бомбите. Јас да ве прашам, дали во некоја држава се има случајно 2 години да се објавуваат бомби и на никого ништо да не фали. И на крајот председателот да прогласи аболиција. И сега оние што ги имаат за сите бомби. И сега оние што ги имаат под земјето ги поседуваат, се слободно може да ги дистрибуираат. Тие можат да ги дистрибуираат, тие можат да оценуваат понатаму значи едноставно во заложништво е ставен цел македонски народ. Секој граѓан, никој не може да претпостави дали утре нема да биде оценуван со тие бомби. Значи не можам да се согласам со тоа што е дозволено, што било дозволено во овој временски период. Ако, бидејќи јас сум многу често со граѓаните на Република Македонија по теренот, каде што партијата на Обединетите демократи на Македонија
преку своите ПС3 општински организации перманентно разговараме и ги анализираме овие состојби. Значи, на сите, верувајте, и симпатизери, меѓутоа и секој граѓанин е премногу револтиран. Едноставно не може да го прифати ова нешто, ова малтретирање, ова заложништво во толков долг временски период. Едноставно чека да се расчисти ситуацијата. А кој треба да ја расчисти таа ситуација? Значи, мора да ја расчисти ситуацијата. Прво, оние 4 политички партии што потпишаа договор во Пржино, заедно со меѓународниот фактор, каде што и тоа е само кајна случување, може би Косово или во некоја друга држава, чека да се расчисти оваа ситуација, затоа што премногу се психички измалтретирани. Верувајте, што значи сето тоа, кога ќе ни кажуваат, значи, дури си носат и земјоделците на самите ниви, онаму каде што работат, радија или транзистори, за да слушнат што ќе се случи, дали ќе има нешто подобро. Значи, едноставно, неприфатлива е, неподнослива е оваа ситуација. Од друга страна, Меѓутоа, излезот на таа ситуација е само преку избори. Ние сме значи, од друга страна мораме да ги одржиме тие избори. Тоа ми беше и поентата. Да, меѓутоа имаме на друга ситуација. 24 април изборите се одложија под силен притисок на меѓународната заедница кон владеачката партија да ги пролонгира тие избори. Владеачката партија ги направи позитивен чекор. Сега некако не се гледа притисокот на меѓународната заедница врз опозицијата да учествува на тие избори. Се почигледно е дека СДСМ нема да оди на тие избори. Не можам да се согласам во целост. Значи, ако се направи голем притисок, тоа беше вистина, се направи голем притисок врз владеачката структура за да се одложат изборите на 24-ти, сепак со тоа навистина владеачката гарнитура направи голем потек, со тоа што овозможи и она малку нејасно или нечисто во однос на избирачкиот список да се дозволи да се даде време да се регулира и мислам дека повеќе нема изрека за нерегуларност ако се одржат овие избори. Така што ДИК мора да си ја заврши работата. ДИК има одговорност пред законот и пред оваа држава и пред граѓаните на Република Македонија, затоа што се виде дека во тие избирачки списоци не постојат фантоми. Да, меѓутоа поентата е сосема друга. Неучеството на СДСМ на тие избори ги прави изборите несуштински, односно непотребни. Сакам да дојдам и до тоа. Значи, се виде дека повеќе аргументи опозицијата нема. Вистински зборувам аргументи. Затоа што аргументи како аргументи секогаш може да најде. Оној што е незадоволен секогаш ќе бара аргументи да се одложуваат изборите. Во овој случај мислам дека најголемиот аргумент за да ги одложува изборите, да бара одложување на изборите, се агендите кои се прават, односно ретизите, значи кои се прават, каде што покажуваат негативни резултати. Доколку излезе опозицијата на избори, значи ќе изгуби. Најверојатно претпоставките се ако изгуби дека нешто ќе се случува во таа опозиција, во тие раководства и дека единствено тоа не им одговара. Меѓутоа, јас сакам и до опозицијата да се обратам. Не може да биде во заложништво граѓанинот на Република Македонија затоа што некој ќе изгуби на избори. Значи, овој пат ниту уставот дозволува, ниту пак избирачкиот закон дозволува одложување кога собранието е распуштено и јас сум убеден дека изборите ќе се одржат, дека во петок, мислам дека е последниот ден кога председател на собранието Велјановски ќе мора да потпише закажување на изборите за 5 јуни. Што ќе се случува понатаму? Се поставува прашањето. Сметам дека внатрешниот притисок на Социјалдемократскиот сојуз, на нивното членство, бидејќи ќе ја свата суштината, ќе биде многу голем за да се оди на избори. Ќе направат преголема грешка ако не излезат на избори. Треба да им биде поука она што се случуваше 94-98 година кога ВМРО не излезе на избори и што добија? Вие се не мислат дека ќе излезат. Значи јас сум убеден дека ако го прашате председателот Заев на опозицијската партија, тој никогаш нема да прифати избори додека не види дека добива избори. Да. Меѓутоа, убеден сум дека внатрешниот притисок, а поготово притисокот на меѓународната заедница, бидејќи меѓународната заедница се фати на орото, мора да ја заврши работата. Овој пат ќе мора до крај да изврши притисок за да во Република Македонија се одржат избори заедно со
со сите партии, и опозиција и позиција. И од тука тргнувајќи сметам дека сигурно дека ќе имаме избори заедно со опозицијата. Значи, ако се направи едно резиме на сето ова што го кажував, сметам дека добро ќе биде да и опозицијата, јас истовремено ја повикувам опозицијата, да не калкулира, да ја смири ситуацијава, значи само тие можат сега повеќе да ја смират ситуацијата и да се подготват. Иако јас имам сознание дека се подготвуваат за избори на теренот, меѓутоа да не го држат повеќе во недоумица населението на Република Македонија, граѓаните на Република Македонија, и да кажат дека дефинитивно одат на избори, па на тие избори кој ќе победи, тој нека биде и официјално победникот и еднаш да си пружат рака опозицијата и позицијата, Македонија да тргне напред. Можно ли политичко прегрупирање на позициите во Македонија, создавање можеби на некој трет политички блок на помали коалициони партнери кои што би одлучиле додат на изборите, иако според оно што може да се види во опозицијата, тешко дека некој од тие партнери коалициони на Заев барем во мој момент би се одлучил, нејасна е позицијата, можеби уште на Лиле Поволска, на Дом на Демократскиот сојуз на Павле Трајанов, Родом, кој што не се дел од коалицијата на СДСМ, меѓутоа сепак ние став се уште е дека не треба да има избори. Ваша проценка некоја можно ли е некој прегрупирање на овој дел политички блок? Значи, јас очекувам прегрупирање, а од друга страна сите сме свесни дека реално климата во Република Македонија не овозможува да во овој момент се појави некој трет политички блок што би понесол победа на овие избори. Може, значи јас очекувам прегрупирање сепак, без разлика дали тие очекувања ќе бидат такви или ќе бидат спротивни на тоа. Меѓутоа очекувам прегрупирање и очекувам еден блок на партии кои заедно ќе пробаат, ќе покушаат да добијат, секако не можат да очекуваат некоја голема победа, меѓутоа сепак ќе очекуваат да имаат одреден број на претеници кои ќе делуваат опозиционо во македонскиот парламент. Тука правиме уште една кратка пауза и потоа во финишот на денешниот круг. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, повторно во кругот денеска се обидуваме да извадиме многу несуштински елементи со професор Живко Јанкуловски, председател на Подем. Зборувавме за политичката состојба внатре. Едно прашање пред да направиме едно заокружување на целата ситуација, кое што е врзано индиректно за Македонија, не индиректно и сосема директно, тоа се мигрантската криза и потенцијалната опасност која што е на границата долу на југот. Од другата страна имавме една ситуација пред некој ден, предходно пред еден месец имавме друга таква ситуација. Очекувате ли дека Македонија може да стане поширока безбедносен проблем со состојбата со мигрантите, односно некако не функционира договорот Европска унија Турција, барем во обемот кој што се очекуваше за враќање на мигрантите назад во Турција, се поголем е гневот нивен во и домени, таму нема никакви услови, таму нема никаков камп, ништо не постои, едноставно една нива во која што мигрантите постојано се изложени на временските неприлики. Ајде сега времето е добро, меѓутоа предните недели беше сосема непогодни условите за престој, нивниот гнев е голем и обидите за насилно преминување на македонската граница според моја претпоставка веројатно ќе продолжат, меѓутоа колку тоа може да ја доискомплицира ситуацијата во Македонија со оглед на тоа дека овде во централната власт овде, односно во Македонија како држава имаме внатрешен политички проблем кој што ескалира секојдневно, меѓутоа сега имаме и надворешен политички проблем кој може да ја загрзи безбедноста. Мораме да признаеме дека за Македонија представува голем проблем мигрантската криза, со оглед на тоа што навистина и во оваа ситуација кога знаеме Турција го потпиша тој договор, имаме преголем број на мигранти и тоа уште полошо е тоа што овие мигранти се толку многу измалтретирани што веќе трпението му е дојдено на крај.
А од друга страна имаме една соседна држава каде што не прават ништо, всушност не прават ништо да се смири таа ситуација, да ги смират тие мигранти, да му обезбедат подобри услови за живот. Јас имам лично појдено, значи на тоа место каде што се сместени мигрантите и по службена должност. Значи, она што и вие го рековте, таму не постојат никакви човечки услови, никакви услови не постојат за да можат да обстанат подолг временски период. Значи, ако земите, иако ние сме транзитна земја за мигрантите, камповите што се направени во Република Македонија се навистина со сите можни услови за живење, а не за транзит. А од другата страна имате едноставно само некакви шаторчина кои не овозможуваат, значи, трпение кај граѓаните, додека на тие граѓани, односно на тие жители што се таму населени како мигранти. Сметам дека и оваа ситуација која имаме во последно време е наелектризирана од страна на властите или од најверојатно она што го слушаме тоа вистина, се до тоа натерани од страна на властите преку некои невладини на организации. Да. И кои ги обучуваат едноставно, верувајте, не е тајна тоа, ги обучуваат за да прават вакви излети, вакви нереди и евентуално преминување на наша страна. Јас можам да им честитам само на нашите органи, безбедносни органи, кои навистина барем досега и рачунам дека и од сега добро си ја бранат границата и дека исправно не дозволуваат преминување на таа граница. Се надевам дека притисокот веќе почнува да се осеќа и од страна на Европската унија, каде што го вршат кон грчките власти, за да ја средат ситуација со мигрантите, односно да ги повлечат во внатрешноста на Грција и евентуално да во наредниот период настани ослободување на границата со Република Македонија. Сметам исто така ќе мора Турција во наредниот период да ги оправда оние финансиски средства што ги доби од Европската унија. Не се така мали, навистина се доста големи и ќе мора, значи, да си ги повлечи спрема договорот оние мигранти кои не треба повеќе да се здржуваат на границата. А од друга страна ќе бидат пропуштени само оние кои имаат лични документи. Ајде на крајот сепак уште малку политика, меѓутоа врзана малку повеќе за вашата политичка партија, сепак вие сте дел од коалицијата за подобра Македонија на ВМРО ДПМН, се подготвувате за избори, како сте во кондиција како политичка партија? Значи, партијата на Обединените демократи на Македонија, ПОДЕМ, во Македонија има 53 општински организации. Имаме навистина неверојатно расположено членство за избори, подготвено. Се надевам дека представуваме еден клучен фактор во оваа коалиција, а исто така се надевам дека во наредните преговори кои ќе престојат за новите 4 години од овие избори, дека ќе најдеме заедничко решение за да продолжиме со коалицирање, затоа што ние како партија сме убедени дека сепак ова коалициона партија, ВМРО ДПМН, обезбедува доста можности и услови за доброто на граѓаните на Република Македонија. Гледате во претходниот период колку инвестиции само се влезени и колку е намалена невработеноста во Република Македонија, да не зборуваме и за голем број на други проекти. Ние како партија веќе имаме подготвена и наша програма. Во наредниот период ќе ја предложиме за да влези најголемиот дел од нашата програма во програмата, се надевам дека ќе видиме преку коалициони партнери на коалицијата и со тоа нашите проекти ќе бидат реализирани во Република Македонија, представуваат добри проекти. Од друга страна, ние сега на 24 април подготвуваме некаде пред 1000 луѓе во големата сала на Домот на културата во Битола и еден голем настан каде што ќе промовираме нашата програма пред нашите членови и симпатизери. Тоа ќе ослушнат, се надевам, преку медиумите и граѓаните на Република Македонија. Значи, навистина одиме напред.
Колку сте задоволни од коалицирањето со гледачката Па партија? видете, не можам да кажам дека сме презадоволни, меѓутоа секогаш постојат преговори и се надевам дека она што не сме го оствариле во минатиот период, дека овој пат по сврсто ќе се договориме и дека тоа ќе го реализираме. Значи, има резерви, не велам дека нема резерви, меѓутоа имаме сепак соработка што сме заедно. Значи, ако не бевме до крај задоволни, немаше да видиме заедно. Тоа е логиката. И се надам дека на овие преговори ќе имаме подсврст договор и понатаму ќе имаме подобра реализација. Ние очекуваме искрено да учествуваме, да бидеме, да станеме парламентарна партија во наредниве 4 години. Вчера имавте следба на коалиционите партнери, како помина таа? Па мислам дека беше доста успешна. Моје мислење беше доста успешно, многу отворено разговаравме сите коалициони партнери, сите беа единствени дека мора да се одржат овие предвремени парламентарни избори, дека ќе мора да се стави крај на оваа агонија што се случува во Република Македонија. Едноставно, од сите произлезе повик, еве и од мене, тоа нека биде јавен повик и до опозицијата и до граѓаните да имаме едно национално помирување во Република Македонија. На крај краеви не е толку важно кој на крајот повеќе ќе добие, кој помалку ќе добие. Нека добие Република Македонија, нека добијат граѓаните на Република Македонија. Тоа е најдоброто што може да му се случи на оваа држава во наредниот период. Затоа што да го заборавиме она што му се случувало на македонците во некои претходни периоди, тешки периоди, значи од тоа да извлечеме поука и да ги повикаме, еве јас ги повикувам и опозицијата да се излезе на избори и 5 јуни да биде последниот ден кога ќе биде денот на помирување и пружење на рака помеѓу опозицијата и позицијата. Па нека победи подобриот. Благодарам, мој денешен гостин во круг беше професорот Живко Јанкуловски, претседател на Подем. Зборувавме за актуалната политичка состојба во Македонија и подготовките за престојните избори на 5 јуни, констатација на владеачката коалиција и на Подем е дека изборите се неопходни за стабилизирање на политичката состојба во Македонија. Почитувани, круг е емисија на Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија со Марија Николовски, уредник и водител. Денеска е 13 април 2016. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Имајте пријатен ден. Круг со Марија Николовски на Радио Слободна Македонија.